Благодарам. Почитувани колеги пратеници, почитувани граѓани на Република Македонија, почитуван министер, јас знам дека точката што е на дневен ред е за ситна работа, за колска, да, не е ситна, но таа колска треба на луѓето да им се најде стална работа, да бидат стално ангажирани, да имаат поголеми плати и така натаму. Значи, тоа е предлог на закон за изменување и дополнување на законот за сигурност во железничкиот систем по скратена постапка. Но, пошто поминаа 3 години и веќе се избори, треба да направиме рекапитулар на тоа што е направено во сигурноста на железничкиот систем во Република Македонија. Уште малку, ако продолжиме вака со развојот во железничкиот систем, ќе нема повеќе воз да поминува никаде по пругиви и многу сигурни ќе бидат граѓани. Знаете, порано, кога јас бев дете, се знаеше во 7 сатот поминува возот што тргнува од Кичево за Скопје, во 8 од Скопје за Кичево теретен воз, во 8:30 друг теретен воз и така натаму. Сега, безбедноста на граѓаниве е полоша, затоа што видовте во изминатиот период имавме неколку железнички сообраќајки во кои загинаа наши сограѓани. Знаете зошто? Сега нема воз, нема цел месец и одеднаш ќе помине, ќе загинат луѓе, не знаат кога воз ќе помине. И тоа е веќе проблем. Знаете, железницата работеше како сад, а сега, ако случајно помине воз, во изминатиот период, кажав, работеше, сега се помалку и помалку работи. Секој ден патувам за Кичево, пругата поминува покрај, знаете, меѓу Гостивар и Тетово, кон Кичево кога одим, воз не сум сретнал. Немам сретнато воз. А сепак сигурноста на железничкиот сообраќај е намалена. И за тоа треба да размислиме сите. Една работа што секогаш ја кажував беше дека држава, дали е развиена или не, ќе видиш по незиниот железнички сообраќај, железничкиот систем каков е. Ако по тоа се мериме, ќе ви кажам неколку податоци. Значи, пред 50 години имаше возови преку Скопје што поминува и ги поврзува Атина со Париз, Атина со Дортмунд и Атина Минхен. И знаете, имаше тогаш и кратенки АМ, АД, ПА, возот и така натаму. И тоа беа експресни возови со кои можевте брзо да стигнете и до Париз, и до Дортмунд, и до Минхен. Сега разбрав дека сега во последнаа година е укинат возот за Белград. Замислете возот за Белград, а за Белград имаше неколку експресни возови на ден, неколку брзи возови, неколку патнички возови за Белград, тоа ви кажувам, и еден имаше специјален воз за сите што одеа на работа, што има бизнис во Белград и во Скопје и така натаму. Значи, по 145 години сега нема ни воз за Белград. Зборувавте, како министер, кажавте колку министерството сработило, направило и така натаму. Но тоа треба да го кажат градоначалниците, да видиме што направиле ти. Јас ги следев градоначалници на помаливе општини, пошто и јас доаѓам од помала општина. Значи, градоначалникот на Демирхисар, на Македонски Брод, на Виница, Берово, Делчево, не знам, и викаат на граѓаните, ние ќе ве внесеме во Европска унија и во НАТО. А што ти ќе ме внесеш, бе, ти направи нешто. Ниједен не излезе да рече, направив патче, направив водовод, направив канализација, направив. Или не сте ги
инструирале добро. Знаете што е видливо? Дека ништо не функционира. Највидливо е ова што ви го кажам. Значи, ништо не функционира. Еве, поминете низ кој од овие градови сакате и прашајте ги граѓаните. Па не е градоначалникот на мало место да зборува за ЕУ и за НАТО. Што тој знае за ЕУ и НАТО? И да знае, не му е тоа работа. Мене ми е работа овде да ви укажам. Тоа и како пратеник ви укажам. Значи, нека фатат работници, овие градоначалници, нека работат тоа што им е работа, а не да зборуваат за ЕУ и НАТО. Во ЕУ и НАТО не се оди без канализација, без пат, без водовод. Има луѓе што се стручни, што работат на таа работа, што се платени за тоа, тие нека зборуваат за тоа. Друга работа. Од она што го во изминатиот период е што се случи додека Социјалдемократскиот сојуз е на власт, имате само една голема иновација, тоа е фондот за иновации, што по мое е фонд за малверзации, затоа што, замислете, се доделуваа пари, некој направил иновација, печатар, па Јоханес Гутенберг, пред 6 века, во 1400 и не знам која година, печатар направи. Пред 600 години, а ние иновација го сметаме. Колега, мислам, министре Сугарески, како ние доделуваме пари за иновации што се пред 6 века? Знаете светов до кај појде? Елон Маск размислува како побрзо да појде на Марс, отколку јас и вие до Прилеп и Кичев. И ќе го направи тоа пред ние да ги направиме овие работи. Затоа ве замолувам да размислите. Знаете зошто нема возови? Нема економија. А чим нема економија, не може железнички сообраќај да развиват. Ви кажав, имаше по неколку товарни возови од Кичево за Скопје. Сега нема таква работа. За електрификација. Нема потреба сега да електрифицирате пругата до Кичево. Нема воз, еден воз патнички. Ако има, нема товарен воз. Нема за што да правите. Гледам дека и во делот на рудниците, наместо да ги барате најдобрите светски стандарди да бидат применети, а сепак да има рудници, вие ги затворате. И тоа го затворате наместо да работите по најдобрите светски стандарди. Значи, мора да ги развиваме сите гранки во општеството, да ја развиваме економијата, за да се развие и железничкиот сообраќај. И уште една работа, барем кога зборуваме за безбедноста во железничкиот систем, минатиот пат ве замолив, сепак да ве замолам, барем премините преку железничките пруги, средете. Беа средени пред 60 години. Сега можеш да поминеш и да загинеш, ви реков, заради тоа што не знаеш кога воз ќе помине. Нема ни возен ред, нема ништо, случајно може да помине некој воз, не знам како. И не е ни на време, ни ништо. Средете ги сите премини на потегот од Кичево до Скопје, на потегот од Скопје кон Куманово и од Скопје кон Гевгелија и не знам на истокот дали порано имаше по некој воз сообраќај, имаше до Кочани, сега мислам дека го нема и тоа. Така да, барем во делот на безбедноста на железничкиот систем, средете ги железничките премини. Благодарам. Благодарам.